Храната добро да се измие и приготви, редовна хигиена и избегнување на мрсна храна. Ова се препораките на лекарите за време на летните месеци, со оглед на високата бројка на пациенти со стомачни вируси. Проливи и повраќање се првите симптоми кои доколку ги имаат пациентите, треба веднаш да се јават кај своите матични лекари. Пролив се јавува кога во текот на 24 часа имаме повеќе од 5 столици, значи и волумен зголемен и честота на столици повеќе од 5. Кај пациентите што најчесто се јавуваат во нашите ординации, најголем број од сите гастроентероколити се од вирусно потекло, па така и терапијата е симптоматска. Значи, не треба пациентите да посегнуваат по антибиотици, заради тоа го кажувам ова, а и докторите многу малце треба да се одлучуваат за оваа антибиотска терапија. Значи, се јавува најчесто со повраќање, односно нагони за повраќање, исто така се јавува со зачестени, волуминозни и многу течни столици. Особено треба да се внимава кај доенчињата, вели доктор Трифуновска. Често се јавуваат и бактериски проливи, кои се последица од труење со храна. Застапени во амбулантите се пациенти од различни возрастни групи. Многу се внимава, значи, на продуктите што се од месо, од млеко, од јајца. Најпрво би кажала дека треба да се внимава како се чуваат, приготвуваат и како се припрема храната за да почне да се приготвува. Се мисли на тоа ако се зема сурова храната, зеленчук, овошје, треба многу добро да се измие. Рацете се разбира дека треба да се мијат секогаш пред, после оброк и задолжително после обавување на други хигиенски потреби на организмот. За храната, што за храната? Кога ќе биде приготвена храната? Ако е приготвена 2 часа и повеќе пред да биде консумирана, значи задолжително треба да се чува во фрижидер. Инаку треба уште еднаш да се проври. Проливите и стомачните вируси може да се јават и по летните одмори, велат лекарите. Она што се реализира како терапија е внесување на течности и конзумирање на одредена храна. Терапијата е симптоматска, затоа што кажав најголем број од овие се причините лист представува вирусот и кај бактериските се помалку се посегнува по антибиотици, затоа што симптоматската терапија може да ја заврши целата работа. Значи се оди на орална редехидратациона терапија, тоа се раствори што се раствараат во вода, во вид на кесички, ги има и во други форми, но многу познати се, значи во такви форми, се оди со еден хигиено-диететски режим, тоа значи се дава точно одредена храна, тој период што треба да се, значи повеќе течности, во смисол на супи, на чаеви, на јогурти. Тој период е строго забрането млеко, освен со дечињата што се дојат. Значи, кај нив тие дечиња што се дојат, никако не смее да се прекине доењето во тој период. По ваквата состојба, лекарите велат дека телото многу брзо се враќа во нормала, откако ќе ја прими соодветната терапија и доколку пациентот ги почитува препораките.